Ниту министерот за култура и туризам Зоран Љутков, ниту министерот за здравство Азир Алиу, имиња кои неофицијално се споменуваат дека ќе бидат опфатени со владината реконструкција, денеска не дадоа конкретни одговори и не открија дали ќе останат дел од владата или ќе треба да ги напуштат министерските позиции. Министерот за култура Љутков, одговарајќи на новинарско прашање, кратко само кажа дека процесот е во тек, но што и да се случи ќе остане посветен на културата. Како што кажавте, неофицијални информации, во процес се, преговори се, така да се надевам дека до крајот на оваа недела ќе ги имате сите потребни информации. Како и да е, што и да се случи, јас сум тука секогаш и стојам позади културата, затоа што културата е нашиот идентитет, нашата традиција и мислам дека е најважното министерство во една влада. Министерот за здравство Азир Алиу пак рече дека неговото вклучување во политиката никогаш не било мотивирано од функциите, туку од желбата да придонесе за промени и развој на општеството. Како што кажа, за него најважни се резултатите. Секој ден кога доаѓам на работа, јас сум свесен дека може да е последен ден од политичка гледна точка, од функција министер, и затоа секој ден ми е со ангажман, со работа, за да можам денот да ми се исполни за со решавање на проблеми или креирање на нова вредност во здравствениот систем. Ова е институционално прашање, не е лично прашање, бидејќи јас не аплицирав, немаше конкурс за да аплицирам да станам министер, туку ова е политичка функција и на крајот на денот затоа е институционална. Од коалицијскиот партнер на ВМРО ДПМН е Знам во однос на владината реконструкција, денеска кажаа дека се уште нема конечен договор за ниту едно прашање поврзано со реконструкцијата на владата и дека сите опции се отворени. Ние имавме неколку средби на партиско лидерско ниво и преговарачките тимови континуирано разговара помеѓу Знам и преговарачкиот тим на ВМРО ДПМН, кој што го предводи премиерот Мицковски. На маса се сите отворени теми, нема конечен договор за ниту едно прашање. Разговорите во континуитет продолжуваат во следните денови и очекуваме разврска на сите настани да биде кон средината на следната недела. Според досегашните информации познати за најавената владина реконструкција, премиерот Христијан Мицкоски се сретнал посебно и со лидерот на коалицијскиот партнер Знам Максим Димитриевски и со лидерите на Вреди Изет Меджити и Билал Касами. Според неофицијалните информации на телевизија 24, од владините функционерски позиции ќе заминат Фатмир Лимани, Игор Филков, Арбен Фетај, Зоран Љутков и најверојатно Азир Алиу, додека Беким Сали се очекува да ротира.